Ми коментира на минатата епизода дека можело и подолго да биде 1 сат, ако интересен муабетот дека у еден залак идоло, така да само да не бидеме 4 сати, од типа Джо Роган стайл и слично. Добро вечер, добар ден, добро утро, веќе како и да оди редот. Добредовте во уште една нова епизода на Комкаст, односно 95-то издание, 95-та епизода на Комкаст. Ги изнаслушав најколку ретроактивно некои од претходните епизоди, имаше доста турбуленции, позитивни коментари изминатиот период и сватив дека исклучително непедантен сум кога станува збор за оние формални најави, одјави околу овој Комкаст и никогаш на почеток не викам ако ви се допадна ова што го слушате или ако сакате да не заследите или ако сакате да добивате известување за секоја нова епизода, кликнете subscribe на YouTube или на било која од аудио платформите на кои што сме достапни, а домашна задача требаше пред снимањето да проверам дали сме достапни на Deezer. Мислам дека сме, ама пошто сега Ајден го прави да биде Deezer актуелен, ќе бидеме, ако не сме, ќе имате линк во било каде да го следите ова опција да се претплатите и на Deezer. Тоа е формалноста, другата формалност е дека следите Комкаст, подкаст во кој што зборуваме за медиуми и за маркетинг, многу повеќе за маркетинг во оваа ситуација, но тоа е пасијата која што не води тука. И во ова 95-то издание, кое што доаѓа последно за мене легендарно 94-то издание, во кое што ги имавме Никола со одлични коментари, имаме притисок да извршиме над нашиот нов гостин, кој што нели рече дека треба биде уште подобра оваа епизода. И делумно се подготвуваше за тоа. Велиме добар ден, добар вечер, што и да нели му доаѓа за Јоцо Тодоровски или Јордан Тодоровски. Ја као Јоцо те знам, не знам како. Јоцо. Јордан ми е како си интернационалното. Аха, Џордан да бидеш ти знам, така и да. На прадедо ми Јордан. Да, по прадедото Јордан. Значи, Јордан моментално физички, веќе 4 кусур години за кои што ја не бев свестен баш дека се толку многу, се наоѓа во Амстердам, меѓутоа јас го памтам како дете, условно речено, од некоја прва, втора, трета генерација на студии по бизнис на економски факултет, кој што онака баш супер храбро излегува и на нашиот пазар и на меѓународен пазар подоцна и почна со една екипа на луѓе кои што тогаш јас знаев дека нели се поврзани да работат супер работи. Не знам колку ќе сгрешам или не, ова го чував за изненадување Јоцо, ама мислам дека една од така сладките моменти кои што знам дека сигурно твојот подпис стоеше позади нив беше њузлетерот на Феличе Паста пред многу години. Да. Не знам дали се уште тоа постои, функционира, не функционира, ти имаш некаква корелација со тоа, не знам, ама мислам дека тогаш беше на моментот кога ми кажа, браво, ова е топ, сработено. Тоа се бара. Ајде, за да не бидам јас тој што ќе зборува премногу дури на самиот почеток, Јоцо, те молам една формална, официјална, званична, лична карта бизнис да ни кажеш за себе нешто. Важи, Јоцо Тодоровски, како што кажа, Јордан ми името кој што го користам страшно, пошто им е тешко да го изговорат името. Јоко, Јохо, Хоко, има различни варианти. 3 работи, има многу, значи работејќи во диджитал правиш се континуирано, знаеш и сам, но 3 работи кои што нели се како главни категории на работи се дека првично сум маркетинг консултант, работам со бизниси и тоа специјалноста ми е конкретно во креирање системи, маркетинг системи кои што континуирано им носат на бизнисите leads, customers, нели leads, sales и ambassadors или целиот тој круг да биде затворен. Го гледам систематски, го гледам системски, и тоа што сметам дека маркетингот треба да биде поставен како систем, а не како засебни кампањи, кои што само се фрлаат нели на лево на десно, и решив да се устручам во тоа поле, затоа го викам системски, методолошки, нели каде што се постава барем во диджитал, поставуваш едно нешто и после го храниш и го подобруваш, нели дали со трафик, со посети, нели англицизмите ќе бидат присутни во овој подкаст, така да. Извинување до сите кои што нели ми више преку глава да слушаат англицизми, ама тоа е првиот дел, вториот дел сум креатор, од време на време имам
потреба и причина да креирам најразлични работи, дали се тоа минимални дигитални продукти или се работи за некоја нова апликација или нов проект или бизнис кој што сакам да го стартнам со партнери, со луѓе, со соработници. И третото е од минатата година почнав да се интересирам и повеќе да завлегувам полето на инвестирање, не класично инвестирање акции, берза или во тој аспект, него да видам на кој бизнис му треба помош, каде што ја можам да дојдам како дел од бизнисот, а не само да бидам консултант или да бидам некој кој што хонорарно или на проект или не знам е клиент на мојата компанија или whatever. Така што тие се трите главни работи. Супер. Значи не те чепкаме за биткоин и слично, тука нема дискусија. Сега си моментално во Амстердам, во Холандија, веќе неколку години таму работиш, меѓутоа ми кажа дека покрај тоа што освен тоа што фирмата ти е таму, ни еден од клиентите во суштина и не ти се таму. Ајде чисто за да добиеме целосната слика, од прилика каков тип на клиенти се оние со кои што сега работиш, чисто за да имаме некакво искуство во позадината твоја и тежината со која што она што денеска треба да го дискутираме ни доаѓа. Океј, вака, мојата специјалност е во главном B2C, во смисла бизнес to consumer, така што она на кое што се насочив минатата и предминатата година беше повеќе да помагам на луѓе кои што се како coaches, consultants, trainers и така натаму. Значи некои кои што имаат таков тип на бизнис. Значи во еден дел конкретно каде што ја работам како консултант, гледам такви да се бизнисите. Но исто така во Бугарија, например, имам компанија, има агенција во која што сум партнер и конкретно за моje изненадување работиме со брендови. Еден од брендовите е Jägermeister и други помали алкохолниот пијалак и други помали, каде што можам се она што го знам од дигиталниот свет и го имам како искуство во изминатите 15-16 години, сега дојде време. Дали го знаеш мемето каде што викаат кој направи дигиталната трансформација во вашата компанија, као CTO, маркетинг офисер или COVID-19. Така што кога се случи COVID, сите компании почнаа да бараат начин како да отидат во полето се вика D2C или direct to consumer. И реално со партнерот мој кој што е во Бугарија точно и тоа го направивме како стратегија и реално работам и со бизнес и со брендови кои што се етаблирани, поставени на пазарот и сега само им треба начин, стратегија како да дојдат директно до самиот конзумер и да си го створат, да си создадат таа база или платформа каде што они директно можат да комуницираат и веќе директно да продаваат. Спомна неколку клучни термини. Маркетинг како систем, односно цел процес, D2C, бизниси, брендови, трансформација и така натаму. Дали ова значи дека всушност стануваме, пошто јас се почесто се фаќам и себе си дека сум бизнис консултант за да стигнам до маркетингот, наспроти дека само некој е спремен да влезе директно во маркетинг и да му објасниш чекај се да го сработиме маркетингот. Колку денеска всушност може јасно да ја подвоиме таа граница и во улогите во кои што се наоѓаш, ти колку лесно успеваш да речеш чекај сега, не сум ја ова, сум тоа или ова ти е маркетинг, ова ти е бизнис? Многу зависи од проектот, ти сам знаеш, многу зависи од бизнисот, многу зависи од проектот и многу зависи од собственикот или од бренд менаџерот, поново колку е отворен за да можеш да дадеш и да кажеш од бизнис аспект зошто нешто има логика или зошто нешто треба да се направи. Така, кога на некој ти му кажеш ви треба да изградите платформа во која што имате 15, 20, 50 илјади на фенови или корисници, консуматори на Jägermeister, треба директен контакт да имаме со нив и еве ги алатките, еве стратегијата, еве се што треба да направиме оваа година за да го достигнеме тоа, ти му даваш бизнис асет практично на тој бренд менаџер или тој на бренд или на бизнис, така што апсолутно едно нешто барем кое што јас сум се стремел, штом ти го кажа, сигурно сме ниста бранова должина на иста фреквенција, тоа е дека мораш да го знаеш бизнис аспектот, пошто маркетинг и продажбите се тука за бизнисот. И мораш да им ја најдеш во зависност од бизнисот или бизнис моделот, мораш да им ја најдеш улогата на едниот и на другиот. Некојаш маркетингот е overall, чадор, кој што треба да има и врз sales, да има влијание и инпут, но некогаш јасно се одредени. Маркетингот запира тука, дигиталниот маркетинг или кој да е запира тука, sales продолжува од тука, Многу зависи од бизнис моделот, ама апсолутно модерен маркетер во денешно време треба да знае како еден бизнис може да расте или како еден бизнис модел треба да се оформи, смени, за да може маркетингот да функционира подобро.
Се договоривме кога денеска ќе зборуваме за така наречена pre-sale фаза, односно пред да дојде продажбата, пред да влеземе да бомбардираме со реклами, попусти, понуди, кликни, лајкни, шерни и слични ствари, имаме фаза која што или во фанел се вика awareness фаза или не знам фаза на развивање на свесност, дефинирање на проблем, потреба и така натаму, или ти условно речено како се вика итриот дел каде што луѓето мислат вие од маркетинг таму кај што нема потреба ја креирате потребата, значи у тој дел. Рековме дека ќе зборуваме за таа фаза. Ајде кажеме зошто нели во изборот на темите кога дискутиравме рече сакам ова па што тоа најмногу сега го правам. Објасни ми зошто при сел фазата мислиш дека нели тебе ти е сега важна и каде е во целиот тој склоп на тој маркетинг систем? Според мене има неколку сценарија кои што можеме да ги распакуваме, може да дискутираме нели во зависност колку ни дозволува време или колку си ти љубопитен, нели? Ми коментира на минатата епизода дека можело и подолго да биде 1 сат ако интересен муабетот дека у еден зала идоло, така да само да не бидеме 4 сати од типа Џо Роган стайл и слично. Јас сакам да сум практичен во смисла сакам да направиме нешто кое што ќе биде формула, кој ќе биде буквално систем, затоа нели тоа ми е вокацијата и сакам да биде нешто кое што е мини систем во случајов, не можеме сега надолго и на широко, кој што ќе може да го потребат нели кој ќе го слуша некој подкаст да рече тоа. Океј, зошто? Зашто тоа ми е најголемиот проблем. Кога работам со нов бизнис или со нов продукт или некој доаѓа кај мене со проблем, нели сите се фокусираат на делот ја да се затворам во гаража во подрум и да го создадам оваа целото или не знам тука да имаме 1000 состаноци со брендовите каде што треба да направиме некоја понуда нов продукт да се лансира или било што и ние треба да ќутиме година дена или 6 месеци колку и да е временски период и после да поставиме чергата на улица речеме ајде бурам секој сака да купи. И погоди што? Сме го играле тоа оро, никој не купува. Во смисла купуваат двајца, купуваат 5 души. Така, брендот може да има 20.000 фанови или 60.000 следбеници на Инстаграм, но на крајот на денот на никој не му е гајле. Затоа што не влегол во тој контекст дека нешто ќе се случува за кое што треба да ми биде гајле. И сад тука има многу нуанси, има многу елементи, но пред продажбата ја сметам за важна и ја прокламирам дека секој треба да ја користи без разлика дали лансира нов продукт, дали релансира некаков постоечки продукт или има некоја нова понуда и за услуги важи нели истото. Затоа што така многу се олеснува работата. И плюс дека сите брендови или бизниси прават зик, ти правиш зак, во смисла, сите се фокусираат на откако објавиме дека го имаме продуктот, така, еве го имаме попуст, имаме продажба, акцијата трае до тогаш и тогаш, нели? А пак ние целата работа ја ставаме пред да го имаме продуктот, за да можеме, најглавното, тука ќе го кажам првиот главен момент, да си создадеме публика од потенцијални купувачи. И тоа е главната поента. Пример, јас секогаш го користам Apple, знам дека ти си луѓе кои што го служат не сме Apple, го немаме таа машинерија. Так. Но на крајот на денот, ако Apple си дозволува продукт кој што ќе лансира во 2022 од сега да почнува да зборува за него, така, гласини, најави, тек-тук, од сега почнуваат да го дигаат хајпот, што викаме, нели? Тогаш, зошто ние, така, они имат милиарди буџет маркетинг, така, зошто ние, кои што немаме да не почнеме и да не пробаме истото да го правиме. На флипсайд, на другата страна, како за доказ зошто, заради тоа што сум видел како од 400 луѓе во таа публика од потенцијални клиенти прават и носат повеќе продажби од Инстаграм акаунт од 20.000 следбеници. Објавуваш на Инстаграм акаунт, така, се договараш со инфлуенсерот, објавуваш, добиваш 5 продажби од него. Креираш листа од 400 луѓе, од нив ти купуваат 20%. И ефортот е различен, нели, кој што го имаш од аспект на што ти можеш да направиш, што може да направи инфлуенсер и така натаму. Но главните, како резиме, нели, на целиот монолог, главните работи креираш публика од потенцијални купувачи, тоа е едното, и второто, го почнуваш контекстот за што следи. Им го правиш целото
патешествие, значи почнуваш патешествие за лансирањето на новиот продукт, наместо да се доведеш до кај што викаш еве го продуктот, купи го. Колкава разлика има, можеби водена според твоето искуство, кога производот, да речеме, е само уште еден со некоја мала различна карактеристика или финеса на пазарот, и кога производот е комплетно нов, различен, кој што можеби не постоел или нели едноставно е револуционерен на некој начин. Значи, затоа што јас верувам дека многу често, особено во сакам да верувам дека во регионов или во Македонија, компаниите, брендовите, не, чекај сега да не се чуе, пошто ќе ни ја украдат идејата, пошто они ќе бидат пред нас, пошто ова ќе направат, тоа ќе направат. Значи, за тоа можеби и чуваат, не кажуваат, не наговестуваат, не се одлучуваат на ваков еден однапред пристап. Да. Ја викам дека тоа нема врска, нема смисла, затоа што се е измислено, особено на AliExpress, ако отвориш сите идеи се више извадени и можеш да ги купиш, така, без разлика. Сам Alibaba и AliExpress е тука за твојата идеја. Имаш дури да добиеш нови идеи, нови фичерс или карактеристики на твојот продукт, на твојата идеја, ако добро изанализираш. Да, сум го видел тоа, имаш две опции како маркетер, да речеш, окей, тогаш еве кои се последиците, така, ако не го направиме ова, ако немаме ние моментум земено за целава работа дека ќе лансираме, тогаш сме оставени на штурците кои што после ќе свират кога никој нема да купи. Така и ти кажеш, јас сум инвестирал во сајт, сум платил толку за маркетинг, дизајнер, спотови, видеа, чуда врагови и на крајот не купуваат луѓето. Не купуваат ради тоа што на никој не му е гајле за тоа што го лансираш на крајот на денот. Пошто како што реков, имаат други варијанти, имаат опции. Сега, ја најчесто тоа го викам, добро, ајде да направиме тест. Така, и секогаш викам, ајде да видиме да направиме тест у кој што во колку што е можно контролирана средина ќе направиме и ќе ги привлечеме тие луѓе што ни требаат без многу да се дига галама што точно ќе правиме и кој ќе ни биде, нели, тајниот сос на работите што ги правиме. Меѓутоа такви примери се се помалку и помалку, тоа што и самите брендови бизниси се свесни дека нели немаат толку револуционерни идеи кои што не се видени, па сега до толку да се криеме и да се пазиме. Ама, нели, пак ќе споменам Apple. Иако имаат они многу револуционерни работи, пак фингирано или не, информациите идат во јавност уште пред да лансираат, уште пред да го направат таа, нели, демо конференција во која што ги канат сите. Така што живееме во време кога што информациите летаат на сите страни и ти колку и да се трудиш да скриеш, пак на крајот на денот штета можеш да си направиш отколку да... Како изгледа, значи, знаеш кога ќе се лансира производ или нова услуга или што и да е, имаш некаков буџет, имаш некаква проекција и викаш, аха, волку пари сега ќе трошам, толку пари ќе трошам. Во која фаза ти треба да тргнеш со пресейл и со предпродажба, да речеме, и колкав дел од буџетот за, нели, инвестирање во маркетинг активности, според твое искуство, би требало да влезат во овој дел? Значи, во тој предпродажба делот. Многу зависи од колку доверба ти имаат луѓето кои што се според некој твој пример, според некое лично искуство кое што сте го поинале за затворен кругот и можеш да кажеш, ние потрошивме, не знам, 50%, 20%, 30%, се покажа дека сме можели повеќе, не ни се исплатеше. Значи, не ти барам апсолутна бројка, него искуствено, дигам, како сте ги поставиле. Јас не го гледам од страната на пари. Ја го гледам од страната на колку луѓе можеме да донесеме конкретно. Има неколку методи, но пластично кажано колку имейл сабскрајбери можеме да донесеме за нашава идеја. Или колку SMS сабскрајбери, нели, пошто сега SMS-от се враќа исто како канал кој што можеш да го користиш за да контактираш со директните потрошувачи. И јас секогаш го мерам и кога се договараме и кога планираме и кога правиме road mapping session, што го викаме, нели, секогаш гледам колку ние луѓе сакаме да донесеме пред да сме подготвени за лонч. И затоа сакам малку да вратиме неколку чекори на назад, да видиме кој е основниот фанел или основната инка по која што луѓе лансираат продукт или даваат некоја понуда. Добиваат идеја, викаат, ја ова сакам да го правам, смислуваат продукт, прават вебсайт, се што треба да се направи, нели? И после викаат, ајде сега ние да го објавиме ова јавно и да пуштиме реклами. И идеме периодот во кој што пуштаме реклами, после броиме пари, чекаме продажби, така. И тоа е инката главна. Имаме, значи, прво идеја, после ја ставаме, тоест продукт, продукт или услуга, ставаме продуктот и услугата, најчесто немаат понуда, само го ставаат продуктот и викаат ова е продуктот, купи го или не. Но ја ставаме продуктот или понудата на вебсайт и после тоа имаме кампања за носење на
продажби или во знаеш и ти, најчесто е awareness, сакаме reach и сакаме трафик. Така, никој не вика како да оптимизираме за продажби. Друга тема е тоа. И ете ги трите основни чекори кои што се традиционални, стандардни, така. И сега се надоврзуваме на твоето прашање, каде го ставаме пред продажба? Пред продажба го ставаме уште пред да ја формираме понудата и можеби продуктот. Зависи колку дозволува сценариото или случајот, конкретниот случај, така. И за да одговорам кога ти почнуваш со присел, јас секогаш викам почнуваш месец до 2 порано пред да ја лансираш продуктот. Тоа е ultimately. Во реалност не се случува. Така, гледам колку што можно барем 3-4 недели пред да лансираме нешто, веќе да имаме извадено еден дел и тој дел прв го викам објава, announcement. Така, прво да објавиме дека тогаш даваме крајна одредница, тогаш ќе се случи ова, ама го даваме 3-4 недели унапред, така. И секогаш во зависност од идејата или бизнисот го комбинирам и сега завлегувам во пластичниот дел. Тоа што го ветив. Сакам да ги дадам чекорите кои се. Така. И сега тука веќе имаме две опции. Зависи колку пари имаме, колку време имаме. Тука затоа го кажувам ова, за да го поврзам и со парите. Така, буквално сум стартувал бизнис идеи со прашалник на Typeform или на Google Form. Каде што правам еден прашалник и викам: "Еј, ова сакам да го лансирам, или овој, или наш клиент го има оваа идеја, го решава овој проблем и сакам да се поврземе со луѓе кои што го имаат овој проблем и имаме неколку прашања за нив. За чисто да знаеме дали има смисло од цело ова." Кликни тука, одговори ни ги прашањата, така, за да видиме, нели да научиме од тебе, ти да научиш од нас, ова е далеку, како ќе се случува тогаш и тогаш. Зошто е добро? Заради тоа што ти не викаш на луѓе сега ќе купиш, не ставаш притисок дека нешто треба веднаш да се случи, ги повикуваш на патешествие, на journey, така? Сакаме да одиме во една насока. Ја најчесто го кажувам примерот со сакам да направам кошули кои што не се познаваат дисковите за потење под пазуви, нели? Као ова ми е идејата, ова сакам да го направам, дали некој го има истиот проблем и сака да дискутираме на тема. Буквално тоа е прашалникот, така? Во прашалник, каде е убават, каде е кетчот, ајде, маркетиншки кажам. Во самиот прашалник има поле за имейл, во кој што викам, ако сакаш да те продолжувам да ти известувам за ова, така, остави го имейлот, незадолжително е полево, нема спам, нема глупости, многу искрено, многу директно сакам да се поврземе и сакам навистина да видам дали можам да креирам вакво решение за тебе. И тогаш е моментот кога што го кажав дека јас сакам да измерам колку реално луѓе можам да соберам со првите 10, 50, 100, 200 евра во адвертайзинг, колку луѓе ќе дојдат. И сега гледаш различните параметри, но да не одиме во vanity metrics, што ги викаат нели американците, најважно ми е колку луѓе кликаат, реално колку се заинтересирани за цело ова, за целата приказна и колку луѓе оставаат имейл. Така. И на крајот на денот ти во ова и добиваш и реални информации. Тоа што во тој прашалник ја имам го имам систем встајано, ако сакаш во show notes или во доле во summary на подкастот ќе ги ставиме тие линкови, што можете да го добијат целиот ова сега што го зборувам да го добијат, го имам едно видео непрофесионално направено за да покажам. И тоа е тоа. Така, каде што добиваш инфо, се поврзуваш со луѓето кои што реално утре можат да ти станат купувачи. Затоа викам, креираш одиенс на потенцијални купувачи. Значи да сумирам, во суштина ти решаваш да ја правиш официјалната предпродажна кампања во фаза во која што ти си сигурен дека веќе производот твој ќе се лансира на точен датум или точна недела, веќе си прилично свесен. Значи или месец. Ајде да кажеме месец. Така. Месец. Така викаш во февруари 2022 сакам да лансирам ова и ова. И го кажеш во 3 месеци порано, така. Имейлот се јавува како клучен. Или има и други начини. Значи, кои се најефективните начини за една ваква успешна кампања? Дали, спомна прашалник, спомна, не знам, адвертайзинг, малце спомна собирање на мејлови, значи, кои се различни форми може да ги имаме како предпродажба и кои според твое искуство се покажале како за некои работи поуспешни, за некои понеуспешни? Имейл. Досега имейл најлесно, наједноставно, најбрзо и не име на луѓето као зашто во ми бара телефонски број. Така, ако е телефонски број. Се опуштаат луѓето за телефонските броеви, ама имейл. Сме експериментирале со Messenger bots, исто така да се лансира цела, идеја или одиенс да се собере на Messenger, така што Messenger, телефонски броеви, имейл адреси, пиксел, адреси физички. Зависи за кој бизнис што ќе функционира, миксот се прави, нели? Но
првенствено за предприемачи, еве конкретно го земеме сценариото предприемач. Го правиме со имейл, за да видиме дали има смисла да отвараме други работи, да видиме колку ќе има интерес за приказната, така. И тоа е најлесно. Затоа викам, не е хай-тек да треба сега да одиш девелопер да бараш или без разлика што и да е, што ќе ти треба за да направиш готов вебсайт. Така, туку викаш правам прашалник, ги ставам прашањето што реално ме интересира за да го стартнам бизнисов или продуктов, така, и оставам можност луѓето да се поврзат со мене. Така. И that's it. Ако да, се чувствуваш фенси, така, или имаш другар што знае, или ти можеш да користиш некој drag and drop builder, втората као разграно ќе можеш да направиш и лендинг пејдж. Така, каде што исто го ставаш и ова го имаме направено multiple times, така. Можеш и да ставиш лендинг пејдж со имейл форма во која што практично истата приказна распоредиш, само со малку повеќе визуелни елементи, ако више имаш продукт као продукт имиџес и така натаму. Колку копито таму, текстот, содржината јасно и недвојбено кажува јас овде сакам да ти продавам нешто после. Колку Директно. Јас го правам ова да решам проблем. И тоа е најголемиот проблем на бизнисите или брендовите. Прават нешто кое што одгоре е кажано, така, а не решава реален проблем или има други играчи на пазарот кои што го решаваат тој проблем многу подобро. И поентата е дека на овој начин ти кажеш, елу ја го правам ова за реално да решам проблем, да направам продукт, така, и да наплатам. Тоа е тоа. Мислам, нема да играме сега како дошт околу Крагуевец, нели, за да видиме, прво да ги излажеме да дојдат, па после да видиме, нели, после да не им кажуваме дека ќе им продаваме ништо. Не. Кажуваш, ова ќе го лансирам, ова сакам да го направам, искрено. Така. Значи не одиме на приказката и чекај да те едуцирам малце, да ти отворам очи за некој проблем, за оваа тема, да ти дам, нели, некаков материјал плюс да се позиционирам себе. Тоа е втора фаза. Тоа е втора фаза. Затоа викам, прва фаза е get the contact. Као поврзи се с луѓето што реално сметаш дека им треба. И најпластичниот начин го кажавме кој е. Само можеме да правиме многу нешта, многу работи, така, ама реално тоа е најдиректниот еве прашалник или еве лендинг пејдж ако ти е кристализирана. Зошто во последно време не одиме директно со лендинг пејдж, одиме многу ро, многу директно со прашалник, ради тоа што од самите одговори на луѓето ни нас ни го пишуваат копито, ни го пишуваат текстот. Ради тоа што они кои ќе ми кажат што ги боли во тие прашања, кои ќе ми одговорат, мене реално ја после знам кои зборови да ги користам на самиот лендинг пејдж. И затоа тогаш, пошто брендовите сакаат вижуал да видат, нели? Затоа тогаш одиме после првата недела со прашалник, го заменуваме, само го ставаме лендинг пејџот, затоа што горе доле више имаме 500 до 1000 луѓе, hopefully, нели, надежно, кои што влегле во нашиот свет, така. И ни кажале реално, тоа е супер. Тука има многу интересна приказна за Феличе Паста. Спиро, собственикот на Феличе Паста, кога дојде, ме поврзаа со него, и Спиро имаше сосема друга идеја. Спиро немаше план да прави Феличе Паста, немаше план да прави паста, in general. Мислам дека беа бургери. Спиро сакаше бургери да прави. И дојдоа кај мене и беше као дигитална стратегија, социјални медиуми, као ти си човекот, let's do it. Ја викам, не. Не е така. Ја викам, зошто? Ја викам, заради тоа што откај знаеш дека сакаат бургери. Пошто стварно имаш седмица, така, имаш бизниси кои што живеат долги години од бургери и се име за бургери, така. Зошто бургери? Ќе бидат вакви, ќе бидат со чисто телешко, ќе бидат ова, ќе бидат био, вакво, тако. Викам, топ! Супер! Ајде да тестираме, да видиме. И сега исто во ова со прашалникот што го кажав, да видиме како се тестира за brick and mortar или за обичен бизнис, така? И му реков, кои ќе бидат клиентите? Кои ти се ултимейтли, ако ти утре треба да избереш и јаве ги сите чекаат со парите у раце, кои сакаш да купуваат кај те. И он ми рече, па луѓе кои што работат у банки, кои што работат у IT компании и така. Топ! Супер, рекам, стој тука. Ти знаеш 3 компании, јас знам 3 компании, Џорџ знае уште 3 компании. Ајде да направиме тест мени. Дизајнер наш ќе земе и ќе направи еден флаер со 3 бургери што планираш да ги правиш. И ќе ги пуштиме во банките, ќе се јавиме кај наши луѓе, ќе ги пуштиме во банките да си нарачаат. Ќе ги направиш или ќе изнемиш некоја кујна која што знаеш дека ќе ти дозволат пријател некој со ресторан whatever, или дома напреги на крајот на денот, така. Но идејата е да го исценираме искуството дека нарачуваат од веќе бизнисот стартува од денеска, да речеме, така. Ајде викаме со 3 бургери да стартуваме. Прво беше не, као, нема шанси тоа да правиме, не е фенси, не е вако. Викам, окей, као ти решаваш, ама последиците се дека можеш да флопнеш уште на старт. И никој да а рачуни му викам ќе земеш ќе земеш кујна, продажен салон, се тоа, така.
И он вика, и после се подразмисли, као, окей, ајде. Го направивме. Од 9 таму кој што ги имавме банки, IT компании, мислам дека во 4 отидо, ако не се лажам. Така, 4 компании нарача. И му реков, ти ќе бидеш човекот кој што ги носи. Као не се представувај дека ти си твој, ако сакаш кажи им, нели, ама викам као само биди таму додека ги пробуваат, као да им направиме дегустација. И што беше најако, му реков дека цената ќе биде тоест ќе биде понуда цела работа, не for free, не гага, пошто гага фри сите сакаат. Да, така, немаш реално, да. Колку сакаш да ги продаваш? Од 150 до 190, 200 денари. Топ. Ајде ги дајме за 99 денари. Let's do it. Го направија 4. После кога ги направија се слушаме. Му викам, како? Вика, бе, супер, сите ги сакаат. Као им се допадна, топ. Викам, аха, а нешто друго има ли? И викам, ама беа као, не знам, смее ли да се пцуе на подкаст? Да, бе, зашто? Као вика, беа fuck yeah, као многу беа добри бургери или беа као, абе, топ се. Вика, па второто, абе, топ се. Викам, аха. Викам, и како да ги направиме подобри? Ги праша нешто, као што и не им се допаѓа, што им се допаѓа. Абе, вика, ги прашував, као сите кажуваа, нели на жар, да бидат вакво, да бидат да мирисаат, вака да мирисаат, така. Викам, ама нешто, ја осеќам дека нешто не е како што треба во муабето. Викам, што е работа? Вика, абе имаше, вика, од колешките што беа сите таму, као сите праша, абе, паста оти не правите. Као паста ни фали, као лесна, може со мевце, може без мевце, паста ни фали. Ни паста многу ми нарачувале ако има ти паста. Као, окей се Бугарија, ама паста. Ја мој као Спиро, паста треба да правите. И он вика, нема шанси, ваква формула, такви плескавици, чисти, не знам што. Викам, не, паста треба да правите. И викам, окей, викам, не, викам, окей, ние ќе тераме. Викам, окей, терајте. По 2 недели пак ми пишува као Феличе паста. Као Felice.mk вика. Овака ќе се вика. И топ. И го почнавме целата прича. И сега целова приказ да ја кажувам за точно тој дел, дека ти реално кој ќе се еден од бенефитите, дека кој ќе се поврзаш, ти го пишува копито, така текстот, знаеш луѓето како се изразуваат, кој им е најголемиот проблем, а од друга страна дознаваш дали ќе ја биде или не понудата, или продуктот, или услугата, нели? Супер пример и знам за уште еден најмалку кој ќе го раскажеш малце подоцна, пошто ми вети дека ќе го раскажеш. Да. За оваа приказка. Она што би сакал следно да прашам е, значи, да речеме дека има статистики кои што викат дека месенџер и чет ботови, особено месенџер ботовите, имаат многу подобар open rate, имаат многу подобар response rate и така натаму отколку имейл. Не имаме ние искуство, сме работеле меѓутоа во многу ограничена, да речеме, сфера сме работеле и не као класичен дел од класичен фанел. Тоа што ние сме го работеле, сега го кажувам конкретно. Колку можеш да сега од твоето искуство да ги споредиш месенџерот и имейлот и каде се исплати да инвестираш повеќе у моментов? Да речеме, ако треба да одлучиш за еден или друг канал во некоја фаза. Има комплетно друго поле кој што више неколку години го мислам и го дискутирам со блиски маркетери, пријатели така натаму, тоа е креирање на маркетинг асетс, креирање на маркетинг капитал за самите бизниси или за самите себе си да го правиме нели за нас. Така што ова што го наброја ти спаја во колку маркетинг асети или капитални инвестиции можеме да направиме со нашиот маркетинг. Така, ја не сакам на Марк Закерберг цел живот да му даваме пари. Или не сакам на било кој да ми зависи мојот учинок, да ми зависи од платформата на некој друг. Така, конкретно за чет-ботовите зборувам. Така. Утре чет-ботот ако падне или нешто ми ги земат јузери, ја не можам да ги експортирам, не можам да ги однесам на друго место. И затоа мене при срце секогаш ми е имейлот. Така, во последно време почнуваат и како се вика телефонските броеви и физичките адреси. Многу луѓето сакаат да добиваат на домашна адреса нешто кој што може да го пипнат и кој што е подарок и кој што е кутија, така. И мислам дека се враќа полека тоа. Потешко е за работење, така, но реално како се вика вреди. Мислам вреди од типот на што ќе остане како капитал на самиот бизнис или на самиот бренд. Open rate, click-through rate, масив. На ботовите 95%, 97% имаш open rate на Messenger bots, например, така. Но несигурноста од типот на што како функционира и колку е баги системот и колку Facebook те ограничува на Messenger, па вакви пораки можеш, па вакви не можеш, па юзерот треба да е неколку дена во контакт со тебе, па не треба. И сето тоа ме уморува. И најчесто немаш време, нели ти да го и таа комплексност да ја решаваш кога лансираш или кога работиш на кампања, така. И од тоа малку сум одвратен
едно време бев многу all-in, ама на крајот на денот или како сумарно на се што го кажав е треба да имаш секаде поставено, нели, посадено нешто кое што расте. Така што ја не би го исклучил едното или другото, или не би заложил на едното или само на другото. Ден Кенеди, маркетерот, сигурно го имаш чуено, вика најлошата бројка во маркетинг е еден. Еден извор на клиенти, еден извор на трафик, еден извор на било што така. Тоа ќе беше следно прашање. Кога правиш пресел, односно предпродажба, дали се фокусираш на еден канал, на еден фанел или паралелно градиш повеќе различни во исто време, нели како предпродажба? Зависи колку време имаш да го растегнеш цел тој дел на пресел. Така некојаш брендови кажат сега, ја викам максимум што можам, тоест минимумот под кој што не одам се 2 недели. Ако немаме 2 недели, воопшто не разговарам. Во смисла не ни влегувам во тоа, барем нешто да извадиме од да загрееме состојбата, нели да загрееме луѓе. Така што ако имам повеќе време, ако ја го контролирам проектот, имаме long term маркетинг програма, договор со некој бизнис, тогаш можеме 3 месеци унапред да запреме и да вклучиме прво имейл, па после вклучиме бот, па после вклучиме пикселот, ретаргетинг и така натаму, како ефтино, така што колку повеќе имаш време и ресурси да вклучиш, толку подобро. Така што не ги гледам од аспект на оке само со еден одиме и тоа е тоа, или одиме со сите заради тоа што е многу фенси и многу јако. Не, гледам како реагира пазарот, така или потенцијалниот пазар, така ги отвораш другите канали. Ако има потреба, нели? Кога велиш пиксел ретаргетинг, е еден многу добар пример кој што го зборувам често и на своите предавања, тоа е ситуација во која што компанија која што решава да лансира нов производ во маркети замрзната микс замрзнат на зеленчук и овошје, креира 10 видеа со рецепти од, не знам, мислам дека беше хроно или некој друг тип на исхрана и ги пушта 2-3 недели или месеци, не знам точно пред лансирање на производот во Оптек на одреден медиум, луѓе што ги гледаат тие видеа ги собира преку Пиксел како публика и после тоа на нив им пушта огласување за новиот производ дека се појавува во продавници. И нормално производот во првиот месец дена ја руши целата планирана продажба, ја продава целата количина за цела година што е испланирана. И има после тоа го нема производот на, нели, во фрижидери имаш онако нов димент, нова побарувачка, па хај поколу тоа и така натаму. Меѓутоа во ова сценарио не е јасно и гласно кажано, значи ти ја гледаш оваа содржина и утре јас ќе сакам да ти продадам нешто. Него едноставно ти ја гледаш оваа содржина па што те интересира и јас те дефинирам тебе како моја потенцијална публика и јас си го знам тоа. Најголем дел од луѓето не ни биле свесни за тоа. Колку во ова твое сценарио, пошто нели те прашав околу копито, колку јасно им продаваш нешто, ти викаш директно, колку во оваа ситуација кога користиш пиксел за ретаргетирање, јасно им продаваш нешто или не им продаваш? Па тоа викам, зависи колку луѓе привлечеш да влезат во твојот свет, за после тоа што ќе го праќаш преку имейл, што ти реков втора фаза каде што ги едуцираш и праќаш примери, демо, зависи од бизнисот, нели, им праќаш некои samples. Така, поентава е во тоа втора фаза на relationship building или контекстот кога го градиш, кој што ги носи према главниот ивент на лансирање на тој продукт, така, тогаш зависи колку треба да си директен и во рекламите, во ретаргетинг рекламите. Затоа тоа што тие ретаргетинг реклами ги гледаат луѓето кои што дошле на лендинг пејџот и знаат за што се работи, или, сакаш поспецифично, дошле на thank you пејџот откако се регистрираат на лендинг пејџот или на твојот прашалник, ме разбираш? Така што сегментирањето на публиката е многу важно во целото ова, за да може комуникацијата да биде сигнал наместо бука, наместо бучава. Со тоа се бориме ние маркетерите, знаеш и сам, дека има многу бучава во моментот. Секој со пристап до Facebook профил може да кликне буст и да си плаќа реклами, така без разлика дали е и каде е, така во, нели, и за што станува збор. Секој може денеска да рекламира. И тоа ствара невидена бучава. Луѓето се континуирано со реклами, нели, озрачени, како што викам ја. Но една поента што сакав на почеток да ја кажам, тоа е дека од каде дојде целиот овој систем. Така, од каде дојде цело ова кој што ја да се фокусирам на предпродажбата и најмногу работа таму да инвестирам, за после тоа дури некогаш и немаме sales page. Некогаш директно на чекаут ги праќаме. При тоа што више се е објаснето и сме направиле со луѓе во доволно добра конекција, што после не мора ни кој знае каков вебсайт да имаш или лендинг пејдж или sales page, пардон, за да го продаваш продуктот. Директно можеш на чекаут да ги пратиш тие луѓе. Така, и поентата ми е дека научив едно нешто и типот е Шон де Суза се вика.
многу одамна, типот е non-hype маркетер од Нью Зеланд, си тера неговиот живот. Кажа нешто кое што мене ми остана, дека луѓето купуваат пред да платат. Луѓето купуваат многу подолго пред да платат. И затоа моментот на предпродажба работи. Земи го Холивуд, лансираат филм. Така. Во филмот е Том Круз, Дуейн Да Рок, whatever, најголемата звезда. Ако они инвестираат пари да го хајпаат филмот 6 месеци, година дена унапред, со еден тизер, втор тизер, интервјуа, па ва, има цела, нели, лончпед кој што го имаат цел процес, а филмот се лансира 2022. В смисла, зошто они да го прават, а не ние? Така. Иако пак ќе кажем, имаат целата машинерија, реклами и така. Заради тоа што и они се борат за истото внимание за кое што и ние. На крајот на денот, вниманието е тоа кое што го бараме од потенцијалната публика. Така. И сега, ако се водиме по тоа дека луѓето купуваат пред да платат, тогаш во тој контекст, без да си покажал чекаутот, така, во тој контекст креирање, што реков втора фаза која што иде, нели? Ти тогаш со луѓето практично им ги одговараш сите прашања и плюс тоа им даваш, ги инволвираш во самиот процес на креирање на понудата или креирање на продуктот ако си стартап и така натаму и така натаму, така. И го имав овој пример со Хаси Инженеринг. Ако имаш прашање, кажи ми за да не те ако кажи. Да нема модулог. Зборувај. Хаси Инженеринг од Скопје. Као планираме да лансираме Smart Solution за дома ли беше? Да, за дома беше, као за B2C, за крајни потребувачи. И стандардната приказна, ни треба social media, ни треба вебсайт, ни треба, викам, топ, ама продуктов лансиран ли е? Не е. Викам тогаш, ајде тогаш да направиме прилонч. Кој што е тоа, го објаснувам нели целиот дел и викам, нас ни е важно да видиме дали луѓето се спремни на пазаров за мобилна апликација, таблет апликација и автоматизирање на домот, како Smart Home. И поентата беше, продуктот беше, дека они имаат нивен хардвер, кој што можеш ти да го инсталираат кај тебе на како се викаше, кај што ти е струјата, сандачето со струјата, како сите кабли од кај што излегуваат, и оттаму можеш ти се да контролираш, како во целиот во домот, така. И јас викам, ајде да направиме прилонч стратегија, мислам и кампања во која што ние прво да видиме колку луѓе ќе привлечеме. И буквално ставивме лендинг пејдж во кој што викаме твојот дом може да биде автоматизиран или твојот дом може да биде паметен, со поддршката на таа и таа институција, има некој грант добиено, со поддршката креиравме солушен македонски кој што стартува наскоро, го лансираме наскоро. Као скриншот им реков да ми направат мокап од како ќе изгледа во моментов, така они ми рекоа, ама не е готово, викам не е важно. Некако скриншот во кој што ќе видат како изгледа на мобилен телефон и на мобилен таблет и на лаптоп. И со тоа. Инвестиравме 200 евра, мислам, во реклама, во неколку реклами кои што вода кон лендинг пејджот и мислам дека добивме 1000-2000 луѓе за 5 дена, кои што се сабскрајбна. И после отидовме во втора фаза. И што правев во втора фаза? Цел микс. И ја го викам тоа, сигурно го имаш чуено во копирајтинг као Two Hero Journey. Така, каде што зборуваш за продуктот, понудата и така натаму, ама ја споделуваш целата приказка на што се случувало, од каде идејата, која е филозофијата, која е методологијата и така. И луѓето ги земаш да те буквално навиваа луѓето за продуктот. Сам идат као спремни, слушнавме, не прати тој така натаму и така натаму. Споделувавме скриншотови. Гласа кој дизајн е поубав на интерфејсот. Кои фичери да ги има, дали собите вака да бидат дали да бидат бојата, тоест собите вака распоредени, така распоредени и се до моментот на дали го возевме целата приказна, ја возевме до моментот на лансирање. Они ни помагаа, кога ги користевме како консултанти за да ни помага да го шепнеме, да се оформи целиот софтвер во случајов. Да, во суштина вие сте ги нели да бидат дел од производот, пошто тоа е целата приказка. Тие се чувствуваат сега како да се дел од нели креаторите на тој производ. Нормално дека ќе го купи постоа без да праша и колку пари, затоа што ќе каже чекај ја помогнав ова, ја следам причина. На некој начин ова ќе му даде некаков сега Kickstarter шема. Мислам нели Kickstarterот е тој момент. Имаш некаков pre-launch кој што нели ако се соберат луѓе, ти ги споделуваш своите искуства во меѓувреме или од кога ќе се лансира, нели кога ќе се заврши проектот, па постоја ги известуваш нели инвеститорите, односно луѓето кои што се претплатиле или ти помогнале да го направиш производ до кај не толку со пари, нели како Kickstarter веднаш ќе покажуваат нели цената и викаат плати си за да бидеш дел од ова. Така, тие се посебна структура и клапа на луѓе. Така.
Или немам ништо против. Но вамо идејата е дека ти добиваш буквално Јасно. советодавно тело кој што реално кажува што му треба. И изназбор еден куп работи, меѓутоа пошто ми стои дека како точка е да видиме дали може нешто плюс може да кажеме. Значи како мериме успех? Во смисол на јас верувам дека нели се во некоја ситуација ти се директно продажби, во некоја ситуација се и нели word of mouth, во некоја ситуација се и чисто фидбек на корисници. Меѓутоа дали пред да тргнеш викаш аха, чекај се, индикатор за успех ќе биде тоа и тоа. И ако нешто друго успут ти се деси, не викаш као, добро, барем awareness дигнавме, нели? Или како ги поставуваш тие работи, тука околу мерење? Не, гледаме математички во целото. Сега ја многу ги кажувам чекорите, значи пак да повторам, прва фаза беше креираш аудиенс, и го добиваш контакт информациите, после почнуваш цела фаза на имейл конверзација, ајде пластично кажано, праќаш имейл апдейтс и плюс ги инволвираш луѓето во тоа што го правиш и ги подсетуваш дека тогаш и тогаш лансираме или ако не лансираме се измрдува лончот за тогаш и тогаш. Така. И сега, кој е саксесот? Ја одам секогаш на варијанта дај да направиме математиката колку ние сакаме да продадеме реално од овој продукт кога ќе се лансира. Така. И ако ние имаме 1000 парчиња од нешто, јас велам добро во тој случај значи дека ние од резултатите кои што ги имам видено и конверзијата кои што имам видено во ова и ова поле, може да калкулираме 20% конверзија. Така? Кој што означува дека ние одиенсот на купувачи кои што треба да го донесеме е X. Така, ако 20%, ако 1000 треба продадеме, 20% од од X се 1000, математиката е таа. Толку луѓе сакам да инвестирам во толку луѓе да донесеме во целиот пул, така, джеп на луѓе. Така. За да можеме после тоа да се надеваме и да видиме бейслайнот кој е. Но најчесто кога нешто прв пат стартува, нели одиме со проекција, но да видиме кој е бейслайнот, така? И да видиме кај сме зафркнале работа после тоа. Зошто не сме продале? Колку оваа публика што доаѓа како предпродажба е добар репер за бейслайнот? Колку е репер за понатаму стандардната, да речеме, публика, пошто ако земе предвид дека оваа е онаа која што е спремна однапред, нели, да има некаков комитмент, односно вклучување, обврска, нели, купуваш пред да ги даеш парите и слично, колку оваа се покажала како успешен репер, бенчмарк, бейслайн, наречено како сакаш, за понатаму? Сега се обидувам нели да најдам примери во глава кои што реално можат да го покажат или едното или другото. Во 80% е добар бенчмарк или добар бейслайн. Зошто? Ради тоа што ако ги услужиш тие луѓе, и пази, како претприемач да кажеме, ти ќе го научиш бизнисот со овие 2000 луѓе што си ги приклучил. Така ќе го затвориш кругот од идеја до go to market, до си го шипнал и они го користат и го препорачуваат, така. И после ти можеш да размислуваш за growth и за scale, пошто си го затворил кругот, нели сега тука можеш да речеш, окей, што фалеше, што можеме да подобриме за и така натаму. Но поентава ми е дека 80% од луѓето кои што, од 80% од случаите, тие луѓе се бенчмарк и дури се буквално основа, заради тоа што еден типац имаше, го знаеш 1000 Through Fans, знаеш од KK нешто беше, Кевин, не знам кој беше. Така што идејата е дека ти треба да го најдеш јадрото на твоите купувачи, на твојот идеален профил на купувач, така преку ова. И после тоа ти реално ќе знаеш скейлот, кампањите и така натаму на кој реално му маркетираш и на кој реално треба му зборуваш или за кој реално треба да правиш експириенс, како маркетинг сам бизнис и така натаму. Така што реално во хас инженеринг случајот, значи додека траеше втората фаза, буквално луѓето препорачуваа, се јавија банки кои што сакаат да си го направат смарт клонот, нели викаат банкарски клонови, нели луѓе со викендици, градежни компании кои што сакаат цели комплекси да ги направат смарт. Така што има многу странични бенефити кои што тебе можеби ќе ти отворат други бизнис перспективи. И најчесто тоа се случува. Ти отвараат други ниши што ги викаме ние, нели? Така што можеш ти и друг оферинг да лансираш после тоа. Тоа што знаеш дека си привлекол и друг тип на луѓе. Така. Во 20%, нели да сум доврзан, во 20% некогаш си привлекол погрешната публика. Тоа. 20% погрешна публика, 20% од ситуациите или од вкупната публика што ја привлекуваш ти е погрешна. Или 20% од случаевите промашуваш. Некогаш, еве ќе ти кажам пример, се случи, лансирав здрави пијалоци во Бугарија. И сега
ова е бейслайнот што го кажувам, нели, овој процес, пристапот, така е бейслайнот. И сега ти ние тоа што направивме на првата фаза на најавата и на audience building делот, дадовме вирален сегмент, вирален модул. Што значи ова? Ова значи дека секој кој што ќе влезе да остави имейл, после тоа направивме дека ти ако поканиш 5 пријатела да дојдат во нашиот прилонч, добиваш продукт. Херис или кој да бе, или Долар Шеф Клаб, ако не се лажам, нели имаше некој, не Херис беа, каде што кога ќе донесеш луѓе во нашава кампања, добиваш продукт без да се надпреваруваш. Мислам, 5 луѓе ако направат sign up, добиваш ова, 15 ова, 20 ова, 30 ова. Да. И сега тоа што ја го научив е дека има луѓе кои што се сегмент промо hunters. Да. Така. Да. Напаѓаат и доаѓаат и ние буквално без никаква реклама само го објавивме на социјал медија 15.000 луѓе за 4 дена. Отиде вирално многу. На сајтови, на препраќања, на големи фан пејџови, така. Ма тоа си е посебна клапа од луѓе. Да. Кои што доаѓаат, ти не се купувачи. И тоа е лекцијата што ние научивме, така. Ради тоа што ама тоа е де факто ради тоа што собственикот сакаше да не ги покажеме као да не зборуваме за пари, за колку ќе се продава, нели да не бидеме толку директни, да бидеме бренд, нели, experience. Викам окей. Така, ама тоа ни донесе, нели, и затоа викам во 20% од случаите можеш да привлечеш и погрешна публика. Ама се реорганизираш и правиш нов прилонч. Супер. Во минатата недела имаше обид да направиш предпродажба на оваа епизода на Practice what you preach. на Комкастот, чисто за да го демонстрираш она што нели треба да го зборуваме и планиравме да го зборуваме денеска. И имаше пуштено контакт форма, односно баш прашалник некој кај себе споделено за да со неколку прашања, 2-3 прашања, не знам точно колку беа. Јас пред себе имам скриншот од прашањата тука. Се обидувам да видам што е различно од она што до сега не го покривме. Ќе ги прочитам некои од нив онака што ми делуваат интересно, пошто добар дел од веќе ги покривме со оваа дискусија. Начин за зближување со купувачите и примери за нивна интеракција. Добре, ја мислам дека покривме. Ајде. Ако можеш само да го прочиташ делот кој за кој бизнис станува збориле, кој сегмент. Веројатно овде е алкохол, пури и подароци за джентлмени. Мислам дека е тоа така панданно. Чекај само да го уклучам ја пример за да можам да бидеме точни. Во линија. Ама после ти ветив уште еден пример, нели, кој што сакаш да го споделам, така? Да си видам до крај. Не заборавам, исполнителен. Да. Се отвара. Окей. Начини за зближување со купувачите, да, алкохол, пури, податоци, точно. Тоа е. Тука примерот ти ќе го кажам, мислам дека изигра најдобра улога во смисла кој ќе купува, нели секогаш кој ќе купува пури. Така, од една страна имаш луѓе кои што се во таа класа на луѓе, кои што уживаат во тој дел, а од друга страна па кој нив би им подарил пури. Така, нивната сопруга, мислам неговата сопруга, бизнис партнер, така. И сега, работата е, ке се навратам на главната приказна, луѓето купуваат пред да платат. Но има уште еден дел, кој што е пред тоа што идеја, тоа е луѓето пред да купуваат, така, пред да купат, одат на шопинг. Односно гледаат опции кои би можеле да бидат, така. И сега, што значи ова? Ова значи дека ти ако сакаш да активираш некој таргет публика која што е ова да го гледаат како подарок за некој си човек, нивен важен бизнис партнер, сопруг и така натаму, тогаш ти можеби треба да направиш контент, содржини кои што ќе им помогнат да им изберат подароци, не само за твојот, туку да речеме топ 5 луксузни подароци за CEOs. Така, каде што ти ги носиш прво таму, буквално ти ова што кажа со замрзнатите продукти, ги носиш таму, луѓето им даваш опција М ги пикселизираш, така ги означуваш со пиксел за да можеш да ги ретаргетираш со понуда. Да, не сум го употребил вака никогаш, извини. Се обидувам странските поими да ги адаптирам. Да. Добро. Ги означуваш со пиксел, кој што станува се потешко и потешко со новите промени од Apple, ама ги означуваш или додека се во тој артикл таму имаш понуда или имаш опција за да ги едуцираш колку е важно и како да изберат правилната пура, што има друго, подароци, алкохол и така натаму за тие луѓе. И луѓето сакаат квизови, може имаш квиз кој што е
као да имаш квиз као за овој човек, опиши го човекот кој што ти е важен, некој директор да речеме, така, и види кој подарок е за него. И ти, да ти избере после треба ваков алкохол, вој бренд, тој бренд, ваков виски, таква пура, нели, те направи комбинации, така на тоа. Супер. Ама сума сумарум е, прво ги носиш некаде нив да им го реши проблемот, за да можеш ти да си го решиш проблемот. На таа тема ни е и вториот пример овде што го издвоив ја да го спомнеме, а тоа е како би продал IT алатка во индустрија со ниска IT писменост. Нормално продуктот е не е нормално, дека продуктот е здравствен менеджмент, односно IT. Ја ќе се давам за слобода да претпоставам дека ова е или за болекари, односно стоматолошки ординации, или за нешто слично, мислам вака претпоставка груба. Не знам, ајде, мислам, тој момент на ја не би им продал IT алатка уопште, не би ја крстил тоа IT алатка, ја би им го решил проблемот. Значи IT алатката Кој проблем го решаваш, да? Да, значи тотално не се фокусираш ти дека ова IT алатка, него му стоиш на располагање за да го решиш проблемот. Тоа што може да го имаш на телефон или на компјутер или кај да е, знаеш, само начин како да решиш проблемот. Да. Не се фокусираш. Тука проблемот е позиционирање, не е проблемот маркетинг. Проблемот е позиционирање. Позиционирањето иде пред маркетингот. Има една многу добра книга на оваа тема од Април Данфорд, мислам дека е obviously awesome се вика. И нели би препорачал на кој има пишано за ова да ја прочита, каде што буквално има типката споделува 10 чекори како да позиционираш продукт, IT продукт конкретно. Така што е многу специализирана е книгата, ама дефинитивно тука имаш проблем ради тоа што сега дали е не знам, дали е станува збор за само B2B, у смисла ќе го користат ова, нема да има крајен крајните потрошувачи или пациентите нема да го користат, или ќе биде како софтвер кој што го користат пациентите и за болекарите у случајов, па за да контактираат меѓусебно, нели? Ако е второво, тогаш ја тоа што би направил е би се фокусирал на да донесам доволно доказ дека луѓево бараат вакво решение и го сакаат ова, и после да ги споделам тие информации што за болекарите. И да го направам ексклузивно, можеби, каде што прво ќе ги, нели, пак предпродажба, каде што ќе ги поканам да дојдат само неколку од нив за да се створи малку тензија, дека кој го има, кој го нема, нели, за да може да се дигне вредноста на тоа што го продаваме, ама дефинитивно би го искористил пак да се поврзам со крајните потрошувачи, да кажам еве кои проблеми ги имаат, еве го нашиот софтвер кој што го решава ова, и плюс тебе како заболекар ќе ти го реши, ќе ти го дигне бизнисот или не знам. Тоа е целата работа, треба да видиш кои им се проблемите на крајните корисници, пациентите, од страна на букирање, не знам, не со станоци како се викаат, прегледи со докторите, а од друга страна пет што им треба на докторите. Од искуство на докторите им требаат поише пациенти. Тоа, ако можеш тоа да им го решиш, во тој случај имаш продукт. И останува да, нели, го споменеме, го раскажеме, за мене омилениот пример, затоа што долго време веќе зборувам дека ми е супер пример и кога дознав дека стоиш, нели, во оваа форма и ти за тоа баш ме беше мило. Примерот со предпродажбата, односно начинот на продажба на фитнес програмите на Ана Стојановска беше така? Стојанова. Те молам, методологијата. За сите што не ја знаат Ана Стојанова, ќе да знаете. Да, треба значи, окей, се запознав без Ана Стојанова, мислам, требаше да започнеме бизнис со работка 2019 и започнавме бизнис со работка 2019 и реално, нели, и затоа и ти го предложив да го тема на МУАБ да биде предпродажбата, ради тоа што Кајнезе исто така беше добар момент и добар кейс стади во кој што видовме колку е важна предпродажбата и колку е важно ти директно да се поврзеш со луѓето уште пред да продаваш, иако она имаше програми, ама ние викаме добро, дај да видиме како да ги реорганизираме програмите, фитнес програмите за навистина да имаат резултат девојките кои што ќе ги користат. Така, и од кој ќе знаеме, а за да го знаеме тоа треба да се поврземе со нив, тогаш ајде да направиме секој продукт да се лансира, тоа е секоја програма или програмите да се отвараат после период на предпродажба, за да знаеме точно колку луѓе имаме, колку девојки доаѓаат, нели, кои се интересираат, што прашуваат, кои им се проблемите, какви вежби им требаат, какви рецепти им требаат, каков експириенс им треба, и целото тоа фактички го градевме и кулминацијата, нели, беше крајот, нели, почнавме крајот на 2019 и кулминацијата беше 2020, каде што целиот систем на Ана се промени, дека одевме на варијанта
прво да имаме процес на предпродажби, поврзување со предпродажба, малце звучи многу остро као сакаме ние нешто да им продадеме. Не, поентата е предпродажба го викам заради тоа што ја купуваат идејата или го купуваат филингот или потребата за да си решат проблем со дали е со накачување на килограми или симнување на килограми. Така и фактички креираме моментум во кој што девојките влегуваат и кажат заедно одиме сите и затоа Ана има армија позади себе, нели, од девојки кои што реално ја следат и се приклучуваат на нејзините програми. Така што истото го правиме сега и за физички продукт. Еве Ана има и фитнес планер кој што го лансираме во моментов додека го зборуваме ова и буквално беше ние најавивме дека ќе има фитнес планер, имаше прво процес и лендинг пејдж во кој што можеш да си букираш, да си резервираш. Сега другата фаза во меѓувреме комуницираме со тие девојки и Ана комуницира нели на сошал на Инстаграм, па имаме период во кој што сега имаме во предпродажба, така и сега тек ќе влеземе во продажба, така да целиот процес пред да се случи цело ова е фактички различен за ние да малку да учиме за бизнисот, така и за што им треба за да им го решиме проблемот на девојките и така да имаме повеќе продажби. Ај само чисто малце ради сваќање на целата приказка. Во проценти за колкав број на зголемена продажба правиме муабет сега да речеме и под влијание на ковид и слично. Значи, ако во 2019 да кажеме дека Ана продавала 5 до 10-15 програми месечно, сега зборуваме за на отварање 2500-3000 продажби. Добро, ненормална разлика во суштина. Да, мислам во проценти немам ни пресметано колку е, ама и процентуално, нели, и финансово се гледа нели колкав може да биде само ако го промениш начинот на кој што маркетираш и начинот на кој што комуницираш. И наместо да бидеш тетка од МРТВ кој што вика денеска само на попуст, само денес, нели, туку реално да комуницираш со луѓето и да си во целиот процес вклучен, за после продажбите да додат многу лесно. Така, оди бавно пред да трчаш. Тоа е целата работа. И тоа го воспоставивме кој систем и го правиме. Така што работи. Мислам дека го преминавме маркот за 1 час. Охо, да, тука некаде сме поминуваме 1 час. Ја мислам дека успеавме да имаме супер содржини и супер практични совети. Ке те замолам нормално да ми ги испратиш и да ги објавам јас тука негде долу сите линкови од книги и луѓе што ги спомнавме во епизодава, за да може луѓе кои што не гледаат и веројатно ќе се сабскрајбнат да искликаат. Да, топ. Ти благодарам и тебе многу, до некоја следна прилика и благодарам на сите што успеавте да не слушате до крај. Заследете го Комкаст некаде каде што ќе стигнете и се слушаме за една недела и гледаме за една недела. Слушаме. Поздрав. Поздрав. Чао.